како македонски производ без големена царина ќе бидат извезувани во Соединетите Американски држави. Да, ама ако тие потоа треба да се вградат во продукти кои што треба да се извезуваат на САД, не може тоа да не влие на нашата економија. Затоа велам, еве можност. Зашто ние од секој ваков предизвик да не извлечеме можност? Еве можност. Бидејќи ако се воведат такви царини кон Европската унија, а не кон нас, ајде да видиме. Можда ние сме можноста, можда ние сме тој прозорец кон... Сега не се разбираме или намерно не ме разбирате? Не ме разбирам, вие можда поинаку ме разбирате. Добро. Не го разбра Васко. Ја те разбрав, ама ти мене не ме разбра. Не го разбра. Васко по Петрески ти постави прашање кое што објективно би требало да го знаеш како претседател на влада одговорот. Ќе му направиме проблем на Васко по Петрески ако ние почнеме да ги мериме интелектуалните капацитети помеѓу овие двајца соговорници. Нема да кажам кој е попаметен, но не го разбра. Ако го разбереше Васко по Петрески, немаше да дојдеме до оваа ситуација. Бидејќи веќе ги имаше разбрано ситуациите и немаше да стигнеме до тука. Нели сега викаш нема да има. Само за Европа ќе има. Да, ќе имало за Европска унија. Сега ние да не станавме членка на Европска унија да не знаеме. Единствено логично објаснување. Тогаш кога беше ова интервју, го објавувавме истите овие делови и тогаш исто така зборевме дека ова што го збори за некое време ќе биде ама не мислев така, не го кажав. Истото тоа што сме го зборили, исто го збориме сега. Единствен кој што има сменето своите ставови и реченици е господинот Мицкоски. Као што може да слушате, ние ќе помагаме на германската економија, на европската економија, преку нас ќе се правело реекспорт, ние ќе сме немале царини, они ќе имале царини и така натака. Сега испадна ние царини, Европа помали.